Почитувани членови на Советот на општина Куманово, почитуван градоначалник Максим Димитриевски, почитувани представници на општинската администрација, јавните предпријатија, почитувани представници на медиуми, ја отварам 13-тата седница на Советот на општина Куманово. За нејзина работа го предлагам дневниот ред што сите го добивме со поканата за оваа седница. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. Дали некој има предлог за дополна, за измена? Томица Илич, повелете. Благодарам, председателка, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, општинска администрација, почитувани медиуми. Јас како дополна на следниот дневен ред би додал 3 точки. Прва точка, предлог одлука за формирање на Совет за заштита на потрошувачи. Самите знаете, драги колеги, дека ние во нашата програма за работа на Советот донесовме одлука да се формира овој Совет и во самиот статут на општина Куманово е наведено дека треба да се формира Совет за заштита на потрошувачи. И уште 2 точки, предлог решение за именување на членови на управен одбор на јавно предпријатие за просторно и урбанистички планирање Куманово, план Куманово, и предлог решение за именување на членови на надзорен одбор на истото предпријатие. Благодарам. Ви благодарам. Ќе одиме предлог повелете, Гора Митевски. Благодарам, председателе, почитувани советници, почитувани гости, градоначалник, колеги. Јас сакам да се извинам, сигурно ќе поставите прашање зашто сега да дополнуваме со дневниот ред со точка од некоја активност што е од секторот за меѓународна соработка, меѓутоа добивме известување од владата и од агенцијата која го спроведува проектот кој што е предмет на оваа точка, на оваа одлука, дека треба Советот на општина да донесе одлука за давање на согласност за апликација, реализација и кофинансирање на проектот Авантура, атракција и култура, каде што ние како општина Куманово сме и ми се чини дека ве запознав како советници, сме го добиле првиот чекор, односно првата етапа во организирање на и реконструкција на базенските простори, односно просториите во базенот, хотелските простори, реконструкција на Пелинце, спортски терени во Пелинце и бициклистичка крос стаза помеѓу Кокино и Пелинце. Така да, од ваша страна, треба да биде, и ако се сложите да биде ова одлука ставена, односно ова точка во дневниот ред, ќе биде материјалот доставен до вас со едно кратко објаснување што всушност како точка и како одлука треба да се донесе од ваша страна. Благодарам. Ви благодарам. Ова е нов предлог. Јас мислев поединечно прво за претходните предлози, ама ајде тогаш ќе ги собереме прво сите предлози, па после ќе се изјаснуваме. Да, повелете, Ана Ангеловска. Почитуван председател на Совет, почитуван градоначалник, колеги советници, медиуми и сите присутни на седницава. Како председател на Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените, а воедно и член на локалното координативно тело на општина Куманово, имам предлог дополна за денешниот дневен ред и тоа акцијски план за заштита и спречување од дискриминација во општина Куманово. Материјалите ќе ви бидат доставени. Благодарам. Ви благодарам. Значи, ова е веќе пети предлог. Дали има уште некоја? Раководителката Лидија Ланг-Спасовска, повелете. Благодарам. Почитувана председателке, почитуван градоначалник, почитувани советници, представници на локална администрација и медиуми, од сектор за урбанизам денеска има дополна со една тачка на дневен ред, и тоа одлука за давање согласност на деловни простории собственост на општина Куманово, кои се наоѓаат на КП 19.555/1, запишани во имотен лист број 80.110, као Куманово, да се дадат под закуп со електронско јавно надавање. Имено се работи за деловен простор кој е сместен во рекреативен комплекс на Октомвриска револуција. Благодарам. Така наречен КЕј. Добро, ви благодарам. Дали има уште некој предлог? Ви благодарам. Бидејќи се прилично предлози, ќе одиме по ред. Се надевам дека нема да направам грешка. Ќе ме исправите предлагачите доколку не ги формулирам прецизно.
Први да се изјасниме за предлогот на советникот Томица Илич за формирање на Совет за заштита за потрошувачи. Ве молам да гласаме за овој предлог. Ова да биде точка на дневен ред на оваа седница. Ви благодарам. За гласа 24, тројца против и нема воздржани. Констатирам дека е усвоен предлогот и станува составен дел од денешниот дневен ред. Ве молам да се изјасните и за предлогот како нова точка на дневен ред да биде именување на членови на управен одбор на новото јавно предпријатие Куманово план Куманово. Благодарам. За гласа 18, 7 против и 2 воздржани. Констатирам дека е усвоен предлогот и ова станува точка составен дел од дневниот ред. Ве молам да се изјасните и за третиот предлог на советникот Илич, предлог решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на јавното предпријатие за просторни урбанистички планови Куманово план Куманово. Велете. Ви благодарам. За гласа 18, 8 против, 1 воздржан. Со ова и овој трет предлог на советникот Илич станува составен дел од денешниот дневен ред. Ве молам да се изјасниме и за предлогот на раководителот Гора Митевски за давање на согласност за апликација, реализација и конфинансирање на проектот КПК Авантура, атракција и култура. Повелете. Ви благодарам. Предлогот е усвоен со 21 глас за, 5 против и 2 воздржани и со тоа станува нова точка на денешниот дневен ред. Ве молам да се изјасниме и за предлогот на советничката Ангеловска за нова точка од дневен ред да биде акцијскиот план за заштита и спречување на дискриминација во општина Куманово. Повелете. Ви благодарам. Предлогот го усвоивме со 20 гласови за, 5 против и 2 воздржани и расправата за акцијскиот план за заштита и спречување на дискриминација на општина Куманово станува составен дел на нашиот денешен дневен ред. Да се изјасниме и за предлогот на раководителката Ланг Спасовска за нова точка која би гласала предлог одлука за давање согласност деловните простории сопственост на општина Куманово кои се наоѓаат на катастарска парцела 19.555/7 запишани во имотен лист број 80.110 катастарска општина Куманово да се дадат под закуп со електронско јавно надавање. Повелете, изјаснете се. Ви благодарам. Предлогот е усвоен со 18 гласови за, 5 против и 3 воздржани. И со тоа станува составен дел од дневниот ред.
бидејќи нема други предлози, ве молам сега да се изјасниме за дополнетиот дневен ред, кој ќе има малку видоизменет редослед и веднаш по неговото усвојување ќе одобиеме пречистениот тек на дневниот ред и бе гласел првата точка предлог решение за давање согласно на одлука на јавно предпријатие чистота и зеленило за утврдување недвижна ствар која треба да биде предмет на јавно надавање. Втора точка извештај за извршување на програма за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици за 6-месечниот период до 30 јуни 2018. Трета точка предлог одлука за изменување на одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на општина Куманово. Четврта точка предлог одлука за определување на крајбрежен појас на регулиран водотек со водолица Бучар, канал 1, канал 2 и канал 3 низ село Романовце, опфатен со планска документација и урбанистички план за село Романовце, општина Куманово. Петта точка предлог одлука за давање согласност деловни простори собственост на општина Куманово кои се наоѓаат на катастарска парцела 19.555/1 да се дадат под закуп, предмалку што изгласавме. Шеста точка предлог одлука за давање на согласност за апликација, реализација и кофинансирање на проектот КПК Авантура, атракција и култура. Седма точка предлог одлука за формирање на Советот за заштита на потрошувачите. Осма точка предлог решение за именување на членови на управен одбор на јавно предпријатие за просторни урбанистички планови Куманово, план Куманово. Девета точка предлог решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на јавното предпријатие за просторни урбанистички планови Куманово, план Куманово. Десета точка предлог одлука за отпочнување на постапка за изнемување на деловен простор под закуп за потребите на општина Куманово и 11-та точка акцијски план за заштита и спречување на дискриминација на општина Куманово. Ве молам да се изјасниме за целосно усвојување или неусвојување на вака дополнетиот и изменет дневен ред. Повелете да се изјасниме за целосниот дневен ред. Ви благодарам. Дневниот ред го усвоивме со 21 глас за, 4 против и 3 воздржани. Започнуваме со работа. Најпрви одиме на усвојување на записниците од 11-та и 12-та седница на Советот на општина Куманово. Дали има забелешки по доставените записници? Бидејќи нема, ве молам да се изјасниме за усвојување на записникот најпрви од 11-та седница. Повелете. Благодарам. Записникот го усвоивме со 23 гласа за, ниту еден против и 3 воздржани. Ве молам да се изјасните и за записникот од 12-та седница на Советот на општина Куманово. Ви благодарам. Записникот го усвоивме со 23 гласа за, ниту еден против и еден воздржан. Одиме на првата точка од дневниот ред, предлог решение за давање согласност на одлуката на јавното предпријатие Чистота и зеленило Куманово за утврдување на недвижна ствар која треба да биде предмет на јавно надавање за издавање под закуп. Отварам расправа по оваа точка. Повелете. Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог решението за давање согласност на одлуката на јавното предпријатие Чистота и зеленило Куманово за утврдување на недвижна ствар која треба да биде предмет на јавно надавање за издавање под закуп го ставам на изјаснување. Повелете.
Ви благодарам. За гласа 21, ниту еден против и 7 воздржани. Одиме на втората точка од дневниот ред, извештај за извршување на програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Куманово за периодот од 1 јануари 2018 до 30 јуни 2018 година. Отварам расправа по извештајот за извршување на овие две програми. Повелете. Ја заклучувам расправата, ве молам да се изјасните по извештајот за извршување на овие две програми. Ви благодарам. За гласа 20, 6 мина против и 1 воздржан. Констатирам дека е усвоен извештајот. Сега сме на третата точка од дневниот ред, предлог одлука за изменување на одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на општина Куманово. Отварам расправа по ова предлог одлука. Повелете. За збор се јави раководителката Лидија Ланг-Спасовска. Повелете. Благодарам, председател. Би сакала ова одлука да ја дополнам со член 8, имено истиот ќе гласи: во член 14 по став 1 се додава нов став кој гласи: урбана опрема во Касапски круг, Соколана и Занаечински дом ќе се поставува со посебни услови, додека член 8 преминува во член 9. Благодарам. Јас би ве замолила уште еднаш да ја прочитате дополната. Значи, член 8, во член 14 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: урбана опрема во Касапски круг, Соколана и Занаечински дом ќе се поставува со посебни услови. Член 8 преминува во член 9. Тоа се завршни одредби. Да, во ред, ви благодарам. Значи имаме амандман на одлуката, нов член 8 за посебни услови за објектите што се наоѓаат во Касапски круг под еден вид заштита што се културна, Занаечинскиот дом и Соколана, дека ќе се создадат, прецизираат и постават посебни услови за поставување, а следниот член 8, кој е всушност за стапување на сила на одлуката, да биде член 9. Ви благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Повелете, советникот Ферис Дервиши. Председателе, поздрав до сите советници, раководителите на секторите во општина Куманово, поздрав до градоначалникот, поздрав и до медиумите. Јас сакам да поставам едно прашање, нема да се пуштам во дискусија, која е природата на овие три локации кои се разликуваат од другите места. Например, едно мало објаснување зошто овие три места ќе се регулираат со други правила. Благодарам. Ви благодарам. Повелете, раководителка. Сите овие три објекти кои што се посочени во оваа програма всушност представуваат културно наследство и се ставени под еден вид заштита, со што за нив
било да се работи за реконструкција, доградба или надградба, се изготвуваат посебни елаборати, како не би се нарушила фасада на постојниот објект, а бидејќи урбана опрема е дел од една таква фасада, потребно е и тие да имаат поинаков третман од оние објекти кои што не се заштитени согласно закон. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг ба разбор? Советничката Анета Шандева Доневска, повелете. Почитуван градоначалник, почитувана председателка, колеги, медиуми и представници на службите. Ве молам, приближете го микрофонот, не ве Нешто и слушам. многу слабо се слуша и од другите. Сега? Да, подобро. Што се однесува до оваа точка, ја дискутиравме вчера на комисија, значи знаеме. Меѓутоа, за многу краток временски период сметам дека многу трпи промени на дополнувања, одземања, додавања. Сметам дека ги погледнав и значи старите, минатиот состав донел од предлог одлука до се. Така да сметам дека ова е една преобемна материја која што не е на некој начин концизна и е збунувачка. Сите овие се менува ставот. Еве, например, член 25 трпи 4 пати промена. Така да сметам дека е направен, да кажам, како да го наречам, една одлука која што е многу конфузна, не само за нас, туку и за самите корисници за кого е наменета истата. Од таа причина предлагам да се седне, да сите овие измени, сега нов момент се случува за овие 3 локации, сите овие измени да се седне и една конечно да се направи, дури доколку е потребно. На самите, во најголем дел, ова се однесува за угостителите, им се даде некоја брошура или некој начин да бидат запознаени, затоа што и самите тие не може да ги следат овие промени кои што на нас ни се случуваат за многу краток период. Сега новиот момент ја би побарала од раководителката, бидејќи еве станува нели за специфични објекти, Соколана, за Касапскиот круг и за останати. Посебните услови, дали не предвидуваат нешто повеќе, дајте некое поопширно објаснување за да знаат корисниците, таму има, сепак имаме многу гостителски објекти. А тоа го немавме вчера на комисија. Од таа причина, ако сакате да дадете поголемо некое објаснување, поопштирно и да го прифатите предлогот, да направиме една конечна одлука која што нема да трпи измени на месечно ниво. За да може сите да ја користат. И ние како советници, меѓутоа, за кого е наменета највеќе, да може едноставно да им биде полесна и да може да биде почитувана. Мислам дека ќе се сложите дека е овога премногу обемен материјал и дека самите корисници ќе имаат проблем. Благодарам. Ви благодарам. Јас би сакала да дадам подршка на предлогот на советничката. Мислам дека на некој од претходните седници исто беше побаран пречистен текст и би ве замолила да не бараме сега пауза. После денешнава расправа, согласно тоа дали ќе усвоиме ова одлука или не, да се направи пречистен текст и да има една кодификација, целосна пречистена одлука. Со сите, значи, веќе нема логика да го гледаме основната одлука со милион измени, туку пречистен текст конечно. А во прилог на исто второто барање, јас би кажала мое мислење, меѓутоа раководителката нека појасни, јас го разбирам дека тие посебни услови ќе ги донесеме со посебна одлука. Доколку не е така, нека ме исправи раководителката. Значи вака, ние ветивме и минатиот пат, меѓутоа во недостаток на време, секторот ќе подготви нова одлука која што ќе ги укине сите претходни измени и дополни на постојната одлука. Така да со тоа ќе се олесни прво работата на сектор, а и работа на луѓето кои што ќе бидат корисници на оваа одлука. И тоа го ветуваме и тоа ќе биде на една од наредните, на прва наредна седница, значи во август месец, мислам дека ќе можеме да излеземе со сосем комплетно нова одлука. Што се однесува за овие објекти кои што се ставени под заштита од страна на конзерваторски центар, ние сме должни согласно закон да ги почитуваме тие насоки кои што ни се дадени од нивна страна. Имено не е можно и не е допустиво на едни такви објекти да се ставаат дополнителни елементи кои што ќе ја нарушат нивната правобитна вредност. Ако поидеме во Касапски круг, ќе видиме дека има најмалку 3 до 4 летни бавчи кои што секоја на свој начин го има осмислено и поставено својот интериер или екстериер на своите кафиќи или угостителски објекти. Од тие причини
должни сме, согласно закон, проектот што ќе биде доставен или елаборат од страна на инвеститорот, да го доставиме до конзерваторски центар, да добиеме од нив согласност, а потоа да го издадеме бараното одобрение. Значи, тоа е една процедура која што за жал до денеска не се почитува, не затоа што не треба, него затоа што инвеститорите до нас не доставиле соодветна документација по која би можеле ние да постапиме. И сега ја вметнуваме во одлуката за да биде почитко. Ова одлука овој член постои во постојна одлука како член 14. Со овој дополнителен став само ги прецизираме објектите за да нема забуна за идните корисници и инвеститори на самите деловни простори. Благодарам. Ви благодарам. Се надевам дека сега е малку појасно. Дали некој друг бара збор? За збор се јави градоначалникот Максим Димитриевски. Повелете. Благодарам, почитувана председателке, почитувани советници, почитувани представници на општинската администрација, почитувани представници на медиумите. Во контекст на одлуката, отворено, транспарентно овде пред сите вас и пред целата кумановска јавност, сакам да ја отворам темата за летните бавчи во општина Куманово, бидејќи сметам дека јавноста треба да биде запознаена што тоа се случува во нашиот град. Ние во општина Куманово имаме 70 на објекти кои што се изградени на некој начин, функционираат, поставени, функционираат, даваат услуга и тоа се претежно кафулиња, кафичи, ресторани и така натаму на територија на целата општина. Буквално ги има на сите можни локации кај што се врши ваква угостителска дејност. Тие се градени во последните 10 па дури и 15 години. Најголем дел, поставувањето на ваква урбана опрема е направена во 90% спротивно на досегашните правилници кои што биле на сила во општина Куманово. Тоа е една тема која што со години се провлекува во општината, првенствено од страна на самите угостители беше елаборирано своевремено кога јас бев председател на совет, дека обврските кои што тие ги имаат да ги плаќаат кон општината се премногу големи и бараа намалување на цени, а потоа да ги усогласат самите постоечки објекти во склад со одлуките кои што се на сила. Пред 3 години Советот донесе одлука со која што ги намали цените за издавање на градежното неизградено земјиште пред самите локали на сите овие угостителски објекти, и тоа по два основи. Општината издава простор за поставување на урбана монтажно-демонтажна опрема, која што денеска вие гласате еден таков правилник. И по втор основ тоа е исто така даваме дозвола за поставување на столови и маси, која што е од времен карактер исто така, во период додека се врши дејност. И таа категоризација на цени е, ако не се лажам, нека ми исправат службите, се движи по реони. 8 денари по метар квадратен, 7 денари по метар квадратен и 6 денари по метар квадратен и по двата основи. Најголем дел од објектите кои што веќе се во функција на територија на наша општина имаат поднесено барање и добиваат согласност за поставување на столови и маси. Во делот на другото барање за поставување на ваков тип на урбана опрема, монтажно-демонтажна од времен карактер, немаат добиено решение, а веќе ја имаат поставено, и тоа трае со години. До моментот на доаѓање на функција и превземање на функција на овој совет и на мене како градоначалник, тоа беа изградени и веќе поставени урбани опреми. Во периодот, откако е оваа гарнитура политичка, да кажам,
имаме, според мои информации, 2 реконструкции на постоешки такви урбани опреми. Едната е на локацијата Корзо и втората е на локација Баш Пеливан, кај што имаше и дополнително пречекорување во градба, узурпација на дополнителна површина и реакција од страна на надлежните инспекцијски служби, кај што самиот инвеститор ја отстрани дивоградбата, непрописно поставен. Третиот објект е објектот Франш, кој што е оспротиво на, ирски паб, кој што е оспротиво на оваа сала, овде, и која беше изградена оваа опрема, поставена тука во периодот на предизборието и изборниот период. Надлежните општински служби постапија согласно нивните овластувања, ги имаат евидентирано сите овие градби и имаат издадено прописни решенија. Прашањето е, јас како градоначалник сакам да работам согласно сите позитивни прописи кои што се на сила во општина Куманово. Но овој проблем не е само во општина Куманово. Овој проблем е генерален во државата. Ние во општина Куманово, ние имаме членови на совет кои што имаат вакви бесправни градби. Значи, ние имаме луѓе вработени во јавна и државна администрација кои што имаат вакви бесправни градби. Не само во општина Куманово, на територија на цела Македонија. Доколку се применуваат правилниците и законските прописи кои што се на сила. Јас ви гарантирам дека во овој момент, не само во општина Куманово, во Република Македонија, ќе морат да се срушат над 1000 вакви времено поставени објекти, а во нашата општина над 80. Државата мора да се произнесе по однос на фактичката состојба со овие објекти кои што се, а меѓувреме општината да изнајде механизми, ако не друго, барем од оние закупците на земјиштето за кои што не плаќаат за истото земјиште, а го користат во моментот, да дојде до финансиски средства кои што на нас ќе ни бидат добре дојдени. Од друга страна, секако нема да дозволам како градоначалник да се узурпираат јавни прометни површини кои што се наменети за движење на пешаци и одвивање непречено на сообраќајот. И од овде најавувам поносење на оваа одлука и дополнување кое што ќе даде поголема можност на угостителите кои што во моментов се наоѓаат во таква состојба каква што се, ќе ги повикам на разговор нивното здружение, сите представници, ќе ги информирам и точно заедно со надлежните служби ќе им ги дефинираме рамките како да постоечките објекти ги усогласат согласно одлукава која што ќе биде на сила и ќе ги преземат обврските да ги плаќаат непречено кон општината. На тој начин сметам дека ќе успееме да воведеме делумна контрола на сето онаа што се случува во делот на поставување на ваква опрема пред сите овие угостителски објекти. Бидејќи за да се постави целосна контрола на целиот овој, на целава оваа појава, првенствено ќе треба државата да интервенира. Државата во моментов ќе мора да усогласи неколку прописи во делот на дефиницијата за времените објекти, од времен карактер и постојан карактер, да направи еден сублимат на фактичката состојба и правните прописи и да излезе со конкретни насоки кон единиците на локалните самоуправи. Тоа општините преку ЗЕЛС го бараат и тоа се уште се чека. Секако дека оваа одлука откако ќе биде донесена, ќе биде испратена и ќе побараме автентично мислење од надлежните државни органи и стручно мислење во Министерство за транспорт и врски и во делот на нејзина примена. Бидејќи едно е носење на акт. Ние го носиме, ќе кренете рака, ќе го изгласате. Друго е примената на актот. Најбитниот моментум
е почитување на актите кои што се на сила, а истите мора да бидат почитувани од страна на оние за кои што се носи, а тоа се угостителите. Најавувам дека во општина Куманово ќе продолжиме со борба против дивоградбите и против онаа што значи непрописно градење или извршување на градежни работи на територија на нашата општина. Се соочуваме со сериозни проблеми. Општината има првенствено сериозни кадровски недостатоци во делот на онаа што значи квалитетна и оспособена инспекцијска служба за вршење на инспекции и контрола во дел на градба. Недостаток од луѓе. Пример ќе ви кажам. Инспекцијата нема правници. Инспекцијата согласно овластувањата има право да пишува и кривични пријави на оние кои што прават непрописно градба, бесправна градба. Во делот на урбанизмот имаме над 16.000 барања за легализација на диво изградени објекти. Сега законот е продолжен. Од нова година нааму имаме над 2000 нови барања, а капацитетот на службата е тој. Верувајте ми, во овој момент, само во оделението за урбанизам имаме потреба од најмалку 10 архитекти, градежни инженери и правници со претходно искуство во управна постапка. Истота таа потреба општина Куманово ја има и во делот на инспекцијските служби за да се докомплетира. Едноставно на општините им е дадена толкава голема работна обврска, а од друга страна не поседуваме капацитетност. Овде ви најавувам дека веќе во следниот месец ќе излезам со советот, пред советот, со ново барање за времено вработување на лица оспособени, стручни и компетентни, и при тоа нема да се водам од никаква партиска или било каква друга припадност, туку исклучиво луѓе кои што се строго мотивирани да работат, пред советот да добијам согласност да вработа на определен временски период луѓе кои што ќе го засилат овој капацитет на општината. Пример ќе ви кажам. Купивме дрон. За да се воведе во систем, истиот треба да добие согласност и од државата и тоа ќе го обезбедиме. Вршиме надзор. Нема службата со 3 градежни инспектори капацитет да покрие општина од 115.000 луѓе, каде што имаме големи површини на рурални средини. Воведовме дополнително дежурство на инспекцијските служби, сабота и недела. Се лоцираат дивоградби. Едноставно во општина Куманово е создадена природна пракса да гради кој каде сака и како сака, а никој при тоа да не му смета во тоа. Граѓаните реагираат. Ние цврсто ќе се бориме и ќе ги поставиме принципите по било која цена. Ама нема да се штедам како градоначелник или било кој од администрацијата во делот на борба против бесправната градба. При тоа водејќи се од популистички цели. Воопшто ќе ставиме крај на ова, но ја барам поддршката на советот. Да ја разбере суштината. Овде нема политика. Овде нема поделба на СДСМ, ВМРО, ДУИ или било кој друг политички субјект. Овде целта е јасна. Ние сакаме да поставиме ред во нашата општина, се со цел Куманово да добие лик на убава и модерна урбана средина. Максим Димитриевски нема да ги сруши сите угостителски локали во општина Куманово, без разлика колку и да посакува некој тоа да го стора. А има такви поединци, кои што во континуитет вршат притисок за да тоа се случи. Нашиот град следната година ќе прославува 5 века Куманово. Ние сакаме да доведеме туристи во овој град, да го славиме тој наш јубилеј. Кај ќе ги сместиме туристите? Повторно во тие кафулиња,
повторно во тие угостителски капацитети. Но сакам заедно со вас да поставиме стандарди во делот на она како ќе изгледа еден угостителски капацитет. Каков комодитет ќе пружи, бидејќи тоа, сакале да признаеме или не, е слика на сите нас и на нашиот град. Во следниот период ќе вложиме повеќе средства во делот на хигиената, во делот на озеленување и формирање на нови зелени површини. Можеби не можеме да го изградиме целосно Куманово, бидејќи има сериозни комунални проблеми, но сигурен сум дека со повеќе средства и со поголем труд можеме убаво да го исчистиме и да го озелениме и да го доуредиме. Со поставување на современа, модерна, урбана опрема, а тој тренд треба да го следат и самите угостителски објекти. И секако на крај ќе превземам обврска на следната седница да ви информирам во делот на она што ќе биде фидбек од разговорот со Сдруженијето на угостителите, а ќе инсистирам на тој состанок да дојдат сите угостители до еден, да седнеме во оваа сала, да се погледнеме во очи, да ги сватат и да ги разберат насоките од законодавците, а тоа сте вие, и од извршителот во нашиот град, тоа сум јас, во име на граѓаните, за да постапуваат онака како што ќе биде пропишано согласно сите акти кои што ќе бидат донесени. И ви благодарам на разбирање. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг ба разбор? Повелете, советничката Александра Андоновска. Ви благодарам, почитувана председателке, почитуван градоначалнику, почитувани колеги советници, представници на општината и медиуми. Јас имам едно прашање до раководителот на секторот. Именно во член 6, пишува во член 31 став 1 се менува и гласи: настрешница е монтажно-демонтажен елемент кој се поставува без или со столбови и истиот може да биде отворен или затворен со граничници прегради. Моето прашање е следно: дали има ограничување на бројот на столбови кои што треба да бидат поставени и воедно дали има понатаму, значи, можност за поставување помеѓу оние граничници и прегради на најлони или желатин или како веќе ги означувате тие огради, кои што може да го нарушат изгледот на градот, а со ова одлука сакаме да донесеме еден подобар и поурбанизиран град, односно угостителите кои што ќе користат, односно применуваат оваа одлука, да применуваат еден унифициран начин на изградба на објектите. Ви благодарам. Благодарам. Повелете, раководителка. Точно дека во самата одлука не е прецизиран бројот на столбови и од едноставна причина да не бидат ограничувачки фактор при издавање на бараното решение и одобрение. Што се однесува до граничници, можат да бидат со цврст материјал, со цврст пол материјал, збориме како жардинјери што се монтажно-демонтажни, до одредена висина, а потоа од тука натаму да одат транспарентно. Не ја прецизираме висина дали до крајот на тендата или подоле од неа, а исто може да одат и од површина на подот до горе со транспарентен материјал. Воглавном, знаеме дека тоа е стакло или некој вид друг цврст материјал. Сигурно не желатини, кеси и се останато што сега во моментот го имаме на лице место. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг ба разбор? Советникот Миле Андоновски, повелете. Благодарам, госпоѓо председател, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, представници на општинска администрација, почитувани граѓани. На Куманово, како представник на политичка партија во која што воглавном членуваат повозрасни граѓани, можне сме заинтересирани за тоа како и што е во, да кажем, угостителска понуда дадено во околности во Куманово. Ние како дедовци, баби, родители на повозрасни деца сме загрижени освен за физичкиот изглед на објектите каде што идат и за содржината на презентацијата или за содржината на понуда, како од аспект на угостителска понуда, така и од аспект на бучава, гласност, музика. Јас прво сакам да кажам дека
ги поддржувам заложбите на градоначалникот да се воведе ред во оваа проблематика. Впрочем, тоа беше и заложба на цела наша советничка група уште во времето на водењето на кампања на овие локални избори. Да, го поддржувам концептот на законитост. Сакам да кажам дека мораме да внимаваме во таа ситуација, особено на евентуалното пропуштање кое што е сторено од страна на надлежните служби во општината. Градоначалникот спомна дека заради недоволна кадровска екипираност или некои други причини пропуштени се определени действија кои што со закон биле должни да ги превземат надлежните служби во општината. Во оваа одлука, за жал, не гледам, впрочем, таа и како одлука тоа не може да го регулира, но не гледам ниту напор како може овие работи да се исклучат како можни пропуштања во нареден период. Почитуван градоначалник, ние како Совет на општина Куманово воопшто немаме надлежност да се грижиме за тоа како угостителите ќе ги уредат нивните угостителски објекти. Тоа е нивно право и тие, согласно нивните финансиски можности, согласно нивниот бизнис план, согласно нивните визии за тоа што ќе им донесе профит, ќе си го уредуваат угостителските објекти така како што сметаат дека на нив им е најсоодветно, најекономично, најисплативо и најпрофитабилно. И јас тука воопшто не би им се мешал во надлежностите на угостителите. Сакајќи да им дадам поддршка токму во тој напор на тие угостители да вработат нови луѓе, законито да ја обувуваат таа нивна работа, сакам да укажам дека ние уште на првата седница, ако се сеќавате, сега ви се обраќам вам, спомнавме дека е поразително ниска цената по која што ги користат овие јавни површини кои што се во собственост на општина Куманово. И јас се обидов да направам една анализа, сега ќе импровизирам, не можам да кажам точни податоци, но ако споредиме вредност на една закупена тезга на градскиот пазар, која што изнесува според тие податоци што ги добивме вкупно 4 метри квадратни, е на годишно ниво негде околу 24-5.000 денари. Ние имаме угостителски објекти кои што зафаќаат многу поголема површина. Таа површина ја користат не 3 месеци, не 4 месеци, туку некои ја користат и 12 месеци. И вие сега на нас ни соопштивте, впрочем ние тоа го знаеме, ова е добро од аспект на транспарентност, вашиот напор јавно да го информирате Советот, но и граѓаните на општина Куманово со какви проблеми се соочуваме, сите ние како Совет, вие како градоначалник, бидејќи на крај, каква и да донесеме ние одлука, согласно Законот за локална самоуправа, одговорен за законитоста на постапувањето и спроведувањето на одлуките во општина Куманово е градоначалникот на општина Куманово. Раководејќи се токму тој принцип, а свесен дека оваа одлука или ова сега измена и дополна на одлуката не ви овозможува на вас да можете со чиста совест, кога ќе ги носите одлуките, да бидете сигурни дека одлуките се законити. Јас кажувам дека ќе гласам против овие измени. Благодарам. Ви благодарам. Градоначалникот Димитриевски има реплика. Ви благодарам, почитуван советник. Јас нити ќе навлезам во вашето изјаснување, нити пак во изјаснувањето на било кој советник, нити пак ќе се обидам сега или било когаш и во иднина да извршам притисок во делот на изјаснување на било кој советник составен дел на овој совет и секоја одлука на советниците ќе ја почитувам во целост. И јас, а тоа мора да го прават и граѓаните на општина Куманово. Сите ние сме изберени на демократски избори, представнички мандат, секој има право на своје уведување. Свесно ја отворив темата, не сакав да дозволам да оваа одлука помине така на гласање без да се предискутира. Првин, ова е затечена работа за мене.
нити јас како градоначалник имам нешто генерирано во делот на ваквиот тип на градби, нити пак сакам самиот да се инволвирам во било какви поната можни шпекулации, иако секогаш ќе ги има, а ќе мора да поставам некој ред и некој стандард. Не се согласувам со вас дека немате право да се мешате во работењето на угостителските објекти. Едноставно секоја ваша одлука, која што ја носи овој орган, без разлика дали секој од вас ќе се произнесе позитивно или негативно, влијае директно или индиректно во делот на работењето на сите оние кои што вршат одредена дејност во нашата општина. И во овој случај, ова одлука, според мене, која што ви е понудена на вас, ќе го качи квалитетот во делот на она што значи ваков тип на градба. Ќе ги дефинира стандардите и, како што кажа советничката, и мене тие желатини или фолии не ми се допаѓаат по градот, но за жал ги има. И ќе мора да почнеме да ја стандардизираме овој тип на урбана опрема во градот. Но со оваа одлука, сакали или не, ние ќе им наложиме на самите угостители како да ги организираат, тоест како да ги изградат, на кој начин, како да личи таа урбана опрема, и со тоа директно влегуваме во делот на финансиските инвестиции на овој објект. Но тоа не е задолжително. Доколку сакаат да вршат промет на јавна прометна површина, а при тоа да обезбедиме да не сметаат непречено на движењето на во сообраќајот, на пешаците и така натаму, поднесуваат барање во општината, ова не е облигација, тие доаѓаат кај нас, поднесуваат барање, елаборат, бараат да направат закуп за одредено земјиште. И ќе ви кажам зошто е разбирлива оваа цена за мене. Затоа што во минатото мислам дека оваа цена беше околу 15 денари, двојно поскапа. Првично, праксата покажа дека не се плаќа. Ни 10% од угостителите не ја плаќа, не го плаќа овој износ, затоа што е огромен, а второ, најголем дел од угостителите, јавните тоалети неофицијално во градот ги трансформира во убаво уредени башчи. Ке ве подсетам како беше до пред неколку години во сите делови на Домот на културата. Ќошињата, мртвите агли. И се уште на некои места, позади Дом на културата, е таква. Значи, ќе се обидеме да го промениме тоа. Но луѓево земаа неискористлив простор и го трансформираа, го уредија. Зошто? Се прашувам прагматично. Ако некој земал мртов простор, го уредил и годишно на годишно ниво плаќа надокнада 5 или 10 илјади евра на општината, зошто да не му се даде можност да врши дејност? Му давате дозвола од времен карактер за поставување на урбана опрема, ја обновува секоја година. За поставување на столови и маси дополнително добива од времен карактер во периодот додека му работи, значи тој локал, и повторно плаќа надокнада. Според мене, многу е подобро да наплатите помалку, но да ги земете реално тие средства, околку да побарувате повеќе, а да не земете ништо. На крајот на краиштата мора да се има и разбирање и за самите угостители. Доаѓаат кај нас и велат, па немаме работа. Вие не следите и не гледате кога има работа. Но работното време на еден угостителски објект е од 8 часот сабајле до 23, 24, 1, 2 навечер. Дојдете, направете анализа и видите колку луѓе продефилираат во текот на целосното работно време. Инаку, угостителството во општина Куманово вработува некаде, според моја проценка, над 1500 граѓани. И тоа е сериозен импут и за нашите домаќинства, бидејќи ако ги погледнеме први, оние нашите најмлади, кои што завршуваат
училиште или завршил факултет, во неможност државата да му обезбеди, а тоа се токму вашите внуци на пензионерите, да му овозможи вработување, првото работно место, за жал, го започнува во некој угостителски објект. И јас сум почнал така. И не е ништо страшно. Но ние мора да дадеме можност, може би ова одлука нема да биде конечна. Како што кажа советничката, може би ќе дојде повторно на некој од идните седници, да се усогласува и така натаму. Најбитно е да се воведат угостителите во нашата општина во систем. Тоа значи, правите фискализација, а се уште немате фискални каси, а сакате да наплачете ДДВ. Иста е паралелата кај нас. Сакаме да прибереме средства, а уште немаме нормативи согласно кои ќе им издадеме акти за поставување на таа времена опрема на самите угостители. Тоа што они го направиле и направиле пропус, изградиле објекти, тоа е на нивна одговорност. Општината, кога ги повикав инспекторите на разговор и ги прашав зошто не сте ги спречиле, зошто не сте ги срушиле. Еве, полицијата дава насоки да се поднесуваат кривични пријави. МВР има апсолутна можност, доколку сака да поднесе на некој кривична пријава, да ја поднесе кривичната пријава во секој момент, без да се консултира со било кој орган на локално ниво. Тоа е согласно нивните законски овластувања, може да го прават. Одговорот од инспекцијските служби е: се извинуваме, градоначалник, ние сме архитекти, градежни инженери, никогаш немаме ни посетено курс, нити пак било каква обука за постапување така. Нити пак некогаш насоките од превземањето на инспекторатот, од државниот градежен инспекторат на локално ниво, не биле во таа насока. Знаете што значи поднесување кривични пријави од страна на општината кон сите кои што имаат бестребна наградба? Тоа значи поднесување на 16.000 кривични пријави во општина Куманово на сите граѓани кои што изградиле било каков тип наградба. Тоа е една сериозна анализа. Тоа е еден сериозен систематски проблем во државата. Со ова мора да се занимава и државата. Но Куманово не може да чека само на државата. Ние мора да действуваме. Ние мора да најдеме начин како дел од овие објекти кои што не пречат на сообраќајот, ќе ги ставиме и ќе ги воведеме во систем за да можат да функционираат. И уште еднаш пак ќе се вратам. Значи, најотворено и нантранспарентно зборувам и пред вас и пред граѓаните. Секој од вас, барам по основ на оваа одлука, да се произнесе онака согласно собствените убедувања. Максим Димитриевски нема намера да врши било каков притисок. Барам од вас, откако одлуката ќе биде донесена, да сите стоиме зад таа одлука. Затоа што секој од нас во оваа просторија овде е повеќе или помалку близок со некој од угостителите во градот. Сите одиме во тие локали, пиеме кафе, појадуваме и така натаму. Пренесете им на угостителите блиски до вас. Некои ви се членови на семејство. Откако ќе биде донесена одлуката, да ја почитуваат. Тие што нема да ја почитуваат, ќе се соочат со извршување. Благодарам. Ви благодарам. Андоновски, контралеприка. Благодарам, госпоѓо председател. Почитувам господине градоначалник, токму на линијата на ова што го кажавте вие сега. Кога реков дека немаме и не треба да им се мешаме, појдов на угостителите, појдов од аспектот на тоа дека угостителите како бизнис менеджери се одговорни да си направат бизнис план и проценка дали и колку ќе им се исплати определен закуп на некое земјиште кое што е во собственост на општината. Тоа е прашање за нив. За нас како совет е прашање под кои услови и стандарди земјиштето што е собственост на општина Куманово
сега ќе донесеме одлука да им го издадеме на тие исти угостители. Нормално дека тука има простор за мерења, пребројувања, пресметки, но не сме ние како совет овластени, надлежни, ниту пак имаме капацитет да влеземе во секој угостителски објект, во неговите финансиски документи и да му правиме анализа за тоа колку му влегле или му излегле муштерии во текот на денот. Тоа е негов бизнис ризик, како што е наш ризик да му издадеме на некој определено земјиште за кое што он на нас нема да ни плати. Како на општина зборувам. Не на нас како на советници, туку како на надлежните служби, на граѓаните на општина Куманово, да им го плати на доместокот за кој што советот ќе донесе одлука. Повторно, ќе се повторам за да не биде нејасно. Апсолутно ве поддржувам вас во настојувањето да се уреди ова прашање. Токму заради тој аспект ќе гласам против, за да може да слушнат и угостителите, тие луѓе кои што сега ја очекуваат ова одлука, дека одлуките кои што ги носи советот се носат многу тешко. Они мора да бидат визионерски. Ние со ова одлука исто така, и ова сакам да го акцентирам особено на овие служби за кои што вие кажавте, кои што пропуштиле, сега ќе се повторам, кои што пропуштиле да ги спроведат законските надлежности за кои што примале плата. Нема оправдување дека не биле квалификувани за таа работа. Они биле платени да ја вршат таа работа. Не може советот да носи никаква одлука со која што некого ќе го амнестира од одговорност за пропуштањата. Ако некој пропуштил да изврши определено действие, а бил должен да го изврши, тоа не се однесува на угостителите. Угостителите ќе се сноѓат и треба да се сноѓат. Нека се сноѓат. Они се бизнисмени, они гледаат да дојдат до профит. Ние со наша одлука сакаме да ги потикнеме нив да стварат профит. Ако прават профит, ќе плаќаат даноци. Ако ќе вработуваат луѓе, ќе плаќаат и придонеси. Значи, тие прашања ќе бидат и на нас, како на општина, ќе ни плаќаат определени надоместоци. Но, проблемот очигледно не е кај угостителите, проблемот е во стручните служби. Тука е прашањето. И баш заради тој аспект, повторно ќе повторам, значи не сум против ова, јас сум за да се регулира, но да се знае дека овие работи многу тешко се носат, дека не можат овие работи така да продолжат, повторно ќе повторам дека ќе гласам против. Благодарам. Повелете, Уште ова да објаснам, бидејќи гледам дека зборуваме на иста линија, но очигледно дека не се разбираме или не доволно ја владееме материјата. Ние првично со оваа одлука не менуваме цена. Тоа е сосема друга одлука. Ние денеска утврдуваме како ќе се градат овој тип на временни објекти. И мене ми е драго за поддршката што ја добивам, што ќе гласате против. Во ред, ја почитувам таа одлука, особено транспарентноста во делот на поддршката на градоначалникот на одлуката, а ќе бидам против и со тоа ми давате морална поддршка на мене и ми испраќате порака до угостителите, кај што викате, еве градоначалникот се обидува да ви помогне, јас принципијално стојам позади ставот дека треба да се држите до законот. И јас тоа го почитувам, ви благодарам, ја разбирам така вашата порака. Онаа што е најбитно, службите немаат изградено дивоградба. Немаат изградено времена опрема спротивно на законот. Тоа го направиле самите инвеститори. Одговорноста и пропустот е кај над 70 правни субјекти и физички лица, одговорни лица во тие субјекти, кои што изградиле овој тип на градба, а пропустот на службата е што навремено не ги спречил во тоа. Зошто не ги спречил, тоа е веќе предмет на друга работа и друг тип на истрага. Постојат државни надлежни органи, нека истражуваат и нека дефинираат фактичката вистина.
Но овој град мора да продолжи да се движи, да функционира. Ние го затековме и веројатно после 4 години ќе го оставиме. Јас сакам да го оставиме во поубава состојба. А предпоставам дека и тогаш, после 4 години, ќе дојде некој друг, па ќе каже овие што беа 4 години пред нас, работеа лошо и така натаму, и јас работењето претходно нема да го дискутирам. И уште еднаш благодарам што отвориме таква квалитетна дискусија, бидејќи верувам дека граѓаните не следат и се едуцираат и дознаваат, тоест се осознаваат за проблемот повеќе и онаа што е најбитно, пораката од овде се испрече и до самите угостители кои што се најдиректно засегнати. Благодарам. Ви благодарам. Јас би сакала да се пријавам, па претходно и сочекав репликите и контрарепликите, па ќе ви дадам збор на уште двајца пријавени советници, со оглед на тоа, баш заради тоа што не следи по широката јавност, токму затоа во интерес на транспарентноста, на отчетноста, и овие седници се јавни, дури и да немаше телевизиски пренос, имаме постојано увид преку представниците на медиумите. Ова е чувствително прашање кое се обидувале и ние се обидувавме и се уште се обидуваме да го решиме и уредиме. Не сметам дека и сега сме избрале најсреќно идеално решение, не заради тоа што не сме сакале, не заради тоа што немањето на капацитет ниту на администрацијата, ниту на составот на овој совет, појајки од комисискиот и од целокупниот состав на Советот на општина Куманово, токму заради постоењето на правна празнина и во законската регулатива, некоја противречност во одредени правилници на државно ниво кои датираат години наназад и за кои се прават, барем имаме такви информации, напори да се усогласат на целосната територија на Република Македонија, а со оглед на тоа дека животот тече и продолжува и со децентрализацијата, која не е докрај завршена, ама постојано се залагаме да биде што поголема, да имаме што повеќе ингеренции. Еве тој Жежо Костен ни е префрлен веќе години наназад на нас како локални самоуправи, и на советите, и на општините, на градоначалниците. Токму затоа и оваа материја постојано претрпува измени, обидувајќи се и да воспостави ред, а и да го заштити приватниот интерес, да не ја гуши приватната иницијатива, развојот на угостителството, на туризмот, ама секогаш приватниот интерес мора да има одредена граница, тоа е јавниот интерес. Во овој случај, јавниот интерес и она што е наша надлежност како Совет на општина, како сектор за комунални дејности, за сектор за урбанизам, е пред се и естетскиот изглед, урбанистичкото уредување, значи токму затоа се обидуваме и тој дел, тој момент го поздравувам јас лично како член на Советот и како председател, да се постават некакви стандарди. Не сметам дека и сега докрај ги поставуваме, меѓутоа долго дебатиравме и дискутираме, ова се трети или четврт обид зад завесите и представата на јавноста тоа да го уредиме. Во овој момент сметаме дека ова е некаков обид колку толку да се постават стандарди и да се уреди она што е затечено. При тоа се согласувам со претходните дискутанти, сегашното уредување ќе гласи откако ако ја донесеме ова одлука и откако таа ќе стапи на сила, таа ќе ја регулира сегашната состојба, меѓутоа не амнестира никого за евентуални пропусти за досегашното постапување. И тука нема оправдание, може да има објаснување, некакво недостаток време, сенс, чувство, потикнување на бизнис, така да и од сега понатаму, особено сега што се обидуваме да воведеме некаков ред, ќе се залагам за поригорозно постапување во делот на инспекцијските служби, во делот на контролата, што и како се гради. Сите ние сме, независно од тоа дали имаме пријатели или само познаници во делот на гостителството, сите сме корисници на нивните услуги. И тоа и понатаму планираме да го правиме. Меѓутоа не заради тоа што сме корисници, туку затоа што како Совет на општина Куманово, избран од граѓаните на непосредни демократски избори, имаме одговорност да креираме политики. Сметам дека и сега треба да ја преземеме одговорноста и во делот на креирањето на политиките, а во овој случај е политиката на урбанистичко уредување и комунално на тоа како треба да изгледаат летните, а се повеќе со некои трендови, не само кај на светски трендови и зимските бавчи, и со навиките пушачки и другите потреби,
Тоа треба и понатаму да го правиме. Меѓутоа, нашата одговорност и нашата обврска не завршува. И нашето право не завршува, се извинувам, само тука. Ние како Совет имаме обврска да ја следиме имплементацијата на актите што ги носиме. Така било досега, значи затоа ги разгледуваме извештаите, еви сега имавме 6-месечен извештај, така ќе биде од сега. Особено на вакви чувствителни одлуки кои засегаат една чувствителна материја која не е докрај регулирана и која предизвикува коментари, незадоволства, некогаш кај граѓаните, корисници на услугите, некогаш кај директните оние што нудат услуга, во овој случај угостителите, особено еве јавно кажувам, се обврзуваме и ќе бараме посебна и построга евалуација на примената и на ова одлука и сите пропратни и не мора од нас донесени од претходните состави на Советот што ја регулираат оваа материја. Затоа предлагам, јас како член на Советот, да ја поддржиме оваа одлука денеска, меѓутоа да оставиме одреден еволуционен период од неколку месеци и да ги видиме ефектите и урбанистички и финансиски од нејзина примена и повторно да се со конкретни анализи, бројки од страна на службите и од наш увид, директен како граѓани, како членови на Советот, дали тоа придонело да се регулира ова материја или уште повеќе зголемило хаосот или различноста и разноликоста во уредувањето на ugostителските објекти и тогаш повторно да ја разгледаме и ако треба да направиме нови амандмани или тотално нова одлука. И за тоа се залагам и постојано еве правиме напори и со представници на другите членови на Совет, со другите локални самоуправи дека мора да се направат напори да се заземе колку толку ако не докрај ист сличен став во сите локални самоуправи. Овдека не е тема финансиската дисциплина на угостителите, меѓутоа е поврзано и токму затоа и претходните советници спомнуваат и јас би сакала да проговорам за тоа, бидејќи од нас како членови на Совет се бара да создадеме услови, да се создават услови за приватна иницијатива, за развој на угостителство, за мали, за средни предпријатија, за кафеани, кафичи, ресторани, зошто да не и хотели да ги потикнеме, меѓутоа ако ние ги извршуваме нашите обврски и да создавање на услови, креирање на бизнис клима и амбиент, морат и тие како членови на бизнис заедницата и како граѓани на овој град да ги извршуваат своите обврски. Значи, ако особено во централното градско подручје и во поатрактивните локации, ако им е дадена можност на сите, независно било кој, да создаваат профит, да развиваат своја кариера, своја екзистенција, мора да го одолжат долгот спрема општината и према државата. Ова не го зборуваме напамет, туку имаме информации дека е крајно лоша финансиска дисциплина во праќање на обврски, извршување на обврски на овие исти угостители. Дел од нив се вадеа, условно народски кажано, на нерегулираноста на оваа материја, а дел тоа го прават затоа што така им одговара. Тоа што нив така им одговара е нивен проблем и нивен обид да се заобикалат прописите. Ние како Совет и како општина Куманово мораме да настојуваме, особено што им овозможуваме позитивни, благопријатни услови за стопанисување, да бидат максимално дисциплинирани, бидејќи од нивното стопанисување, од нивните успешни бизниси морат да го одолжат долгот према општината и на доместокот за користење на јавни површини за поставување на урбана опрема дисциплинирано да го подмируваат. Доколку тоа не се случи, за некој месец понатаму отворено порачувам, тоа ќе го кажам и на средбата со угостителите, ние имавме иницијатива како Совет исто да направиме средба, може да биде одвоена, може да биде заедничка со градоначалникот, како се договориме, не менува. За неколку месеци ќе правиме и ревизија на одлуката, а и ќе бидеме први кои ќе бараме извештај од даночното одделение од сите надлежни зошто не се извршуваат и ќе апелираме во наредната година на таквите неплаќачи да не им се издава одобрение. Бидејќи не може ние, ајде ако овдека може да имаме оправдание дека не било регулирано, немаме оправдание зошто да не ги извршуваат своите обврски за плаќање на надоместок. Толку би сакала, генерално давам поддршка во обидот да се регулира оваа материја и мислам дека ова е добар почеток, треба да продолжиме со овие напори, меѓутоа да ги обединиме напорите сите. И ние како креатори на политика и тие што ги имплементираат одлуките, инспекциите, надлежните служби, а се разбира и членовите на бизнис заедницата, бидејќи тие немат само одговорност пред сопствениот профит интерес, туку имат и општествена одговорност. Ви благодарам. Претходно се јави советникот Благој Чајкимовиќ, а потоа Ферис Дервиш.
Благодарам, почитуван председател, почитуван градоначалник, колеги советници, присутни од општинска администрација и јавни предпријатија, почитувани медии, почитувани граѓани на град Куманово. Разговараме за одлука за поставување на и утврдување на стандарди за временни објекти и урбана опрема на подрачје на општина Куманово. Имаше многу дискусии околу тоа како треба да изгледаат, како да ги формулираме изгледот на град Куманово. Мислам дека со оваа одлука, што денеска ќе ја носим, во неколку членови го бришеме зборот покривачи, а воведуваме некоја модифицирана одлука за настрешници или за поставување на некакви прегради. Ворете тоа да биде за изглед убаво, да ги тргнеме оние желатини, да ги удоволиме на угостителите дека треба да си ја вршат својата работа, но треба да удоволиме и на целата кумановска јавност. Треба да удоволиме со тоа што самите угостители, кои што се занимаваат со својата делатност, да си ги намерат средствата спрема општина Куманово. Срамно е и од нивна страна, ама срамно и од нашата општинска администрација. Прошла година имаме соберено, пошто тука го разгледувам, ги имам сите седници, го читав и од буџетот, имаме соберено 1.170.000 денари во буџетот за угостителство. Тоа се некаде околу 50 тезги зададени на пазар. А имаме 70 објекти, значи да сме наплатиле по една тезга, ќе имаме малце повеќе соберено пари. Добро е, намалена е цената од 15, па сега е по зони, прва зона 8, па 7, па 6 денари. Секако дека треба да се направи напор да ние како град не бидеме во церади, во желатини, да бидеме и во стакло, ама и да наплатиме средства. Јас како советник сакам да помогнам во оваа работа и на угостителите, но првенствено на општина Куманово и на граѓаните на општина Куманово. Ако ние по основ за закуп на јавна прометна површина како совет и како град Куманово обезбедиме близу 13 милиони денари, ние ќе имаме да направиме најмалку 3 улици, па ќе викаме да, бесправно поставени настрешници, покривачи, а сега изгледаат убаво, има бенефит општина Куманово некоја сума на пари. Па ќе направиме една улица повеќе. Ворете тоа. Мислам дека инспекцијските служби, секторот за урбанизам, секторот за комунални услуги треба да се заземе здраво за оваа работа и сите угостители кои што, еве, со овие нови стандарди ќе се вклопат. Тие можеле да се вклопат и со покривачи. Него сите знаеме, нема за мене изговор. Јас поваѓам од себе, сакам да работам бизнис, земам кредит, отварам фирма 5.000 евра. Ако ми пропадне бизнисот, не може да ми биде крива општината. Затоа, сите овие параметри, кои што ги наведуваме со оваа одлука, постем 3 месеци или наредниот буџет, ако е со ваква цена, нема да биде изговор, нити за угостителите, нити па за нас како општинска администрација. Не да ги срушиме, сами да се демонтира. Правиме разговор, разговараме за објекти од привремен карактер. Значи не правиме нити за легализација, да не сватат граѓаните погрешно дека ние нешто сакаме да легализираме или направиме нешто друго. Значи, барам со сите параметри ова одлука да се почитува и ние како град да не заборавиме во сите светски центри јавна прометна површина, секој плоштад и во Италија, и во Англија, секаде се изнајмува, ама за тоа градот има бенефит од тоа. И јас сакам, како советник на овој град, да имам бенефит од нивната услуга. Благодарам. Ви благодарам. Претходно пријавен советникот Ферис Древиши, повелете. Благодарам за зборот. Се дискутира за една категорија на луѓе кои не треба да ги избегнеме, бидејќи тие се системирани во градот Куманово, се наши граѓани и станува збор за еден сегмент кој има важност во економскиот развој на градот. Јас дефинитивно сум за уредување и донесување на стандарди кои ќе се
имплементираат и ќе продолжуваат понатамо да се изградат и одржуваат овие настрешници или привремени објекти. Треба да разбереме и едно, дека пред се колку ќе се собираат средства од општината, колку ќе има добивка во прв ред се граѓаните и таму кај што се узурпира некоја улица и се става под опасност нормалното одвивање на сообраќај, бидејќи и патниците се дел од сообраќајот, става збор од целина за сообраќајот, добро е да се разговара и да се разгледува ова, но за да се донесат вакви стандарди за изградба на овие објекти, мислам дека треба да бидеме пофлексибилни и треба да им се даде еден рок на сите собственици на овие кафетерии да ги адаптираат своите локали, не стана збор туку да нарушуваме нечи објект. Бидејќи мислам дека сега за сега Куманово можеби е на прво место со кафулињата каде се вработуваат младите. Ние гледаме дека немаме друга дејност каде можеме да ги ангажираме младите. Но место за да обезбедуваат екзистенција, значи најповолно место е да работат во кафетерија. Дали ние го дадеме под кирија 5 месеци или 3 месеци да ги адаптираат овие објекти, поради тоа што луѓето биле приморени да делуваат така. Јас отворено ќе ви кажам дека сега станува збор за објекти со привремени објекти, но да се донесе до решение или дозвола за градба на објект или куќа, минимум ви треба 5 до 6 години да поминат. Ова го велам со потполна одговорност. Така е изграден нашиот систем. 5 до 6 години вие требаат да добиете дозвола за градба. А да не станува збор за привремен објект, значи да поминат 2 или 3 години. И ние им даваме простор на луѓето, тие да најдоат простори да делуваат така како што делувале. Ќе го кажам и ова, да не излеземе од тука, дека да донесеме една одлука или закон кој му овозможува на градоначалникот и му дава дозвола да ги наруши овие објекти. Не треба да се лошо да се разбираме. Не станува збор за рушување, туку за донесување на стандарди кои треба да ги регулираат овие објекти. Доколку велиме дека некој многу добро кажа и градоначалникот дека и чушињата и местата кои биле неупотребливи, тие ги изградиле и ги ставиле на покултурни и пофункционални места, ќе правам споредба. Најлошиот лик на градот му го дава хотел Кристал. Значи, поранешниот хотел Кристал, тоа е наградата слика на градот. Таму уште малку можеби ќе се појави некоја анаконда. Не знам јас колку, јас многу ретко поминувам таму, но и кога сум поминал, сум гледал дека тој објект е чуден. Не може да го нарушиме имиджот на граѓанот, да градот не може да го нарушат имиджот на градот, некои кафулиња кои изградиле потполна просторија, туку на нив треба да им се даде рок, да ги стандардизираат тие и да делуваат во основа на стандардите и законите и одлуките кои ќе ги донесе Советот. За ова треба да им се даде рок овие објекти да ги адаптираат. Благодарам. Ви благодарам. Градоначалникот Максим Димитриевски има. Благодарам на советникот Дервиши и на сите вас за исцрпните дискусии. Сакам да бидеме јасни за една работа. Во општина Куманово има и вакви објекти кои што буквално израснаа во градби. И без разлика на оваа одлука. Дали ќе ја донесеме, нема да ја донесеме, за истите тие објекти кои што се претворија во градби, од монтажно-демонтажни објекти, се иззидаат зидови, се постави инфраструктура која што не може да се третира со оваа одлука, во најкраток временски период, општината штом ќе создаде капацитетност, ќе направи извршување на истите како што веќе
направи извршување минатите 2 месеца на 3 локации во нашиот град. Бидејќи ова одлука не може ни приближно да ги опфати сите оние објекти кои што ги имаме, тоест кои што се имаат изградено или поставено на територија на нашата општина. Имаме монтажни објекти кои што се поставени како урбана опрема, а веднаш потоа е зидано, доградувано, ставани тоалети, добивани дозволи за поставување на шанки, столови, израснати целосни градби, неплатени со месеци и со години, никакви давачки кон општината. И тука ќе бидеме ригорозни. Сето тоа што нема да биде во согласно со оваа одлука, ќе бараме да се изврши и тоа до крајот на годината. Ова ќе биде еден долгорочен процес со кој што општината ќе се занимава затоа што целиот проблем е создаван со години и години наназад. И јас не верувам дека нити пак поседуваме капацитет да тоа го решиме преку ноќ. Но она што е најбитно, постои волја кај мене и постои подготвеност кај надлежните служби во општината да овој проблем се надмине. Размислувам и за одредени кадровски поместувања во рамките на самите општински служби, за да создадам подобри услови, едноставно да не се водам по принципот кадија те тужи, кадија те суди. Доколку некој учествувал во генерирање на овие проблеми или пак не постапувал, тогаш мисламе дека е депласирано да го доведете во ситуација да тој денеска ги извршува истите предмети за кои што некогаш можеби и гледал низ прсти. Иако постојат голем број на оправдувања од страна на надлежните општински служби по однос на овој пристап, кој што е генерален и кој што сепак беше дефиниран од волјата на мнозинството, тоест политичките влијанија. Јас во оваа работа не гледам политика, гледам класично техничка работа. Зимаш, ренташ, плаќаш на општината, си завршил работа, вршиш дејност. Како што каже и советникот Благе, во делот, Благојче се извинувам, во делот на тоа, доколку ренташ државно неизградено земјиште или било кој тип на друг вид на земјиште од општината, тогаш си должен да и платиш на општината и на граѓаните за тоа, а ние со тие приберени средства ќе градиме нова инфраструктура во градот. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи нема, заклучувам расправата и предлог одлуката за изменување на одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на општина Куманово ја ставам на гласање. Повелете. Ви благодарам. За гласа 15, 1 против и 4 воздржани. Констатирам дека ја усвоивме одлуката. Преминуваме на... Донесовме се, извинувам. Преминуваме на следната точка од дневниот ред, четвртата. Предлог одлука за определување на крајбрежен појас на регулиран водотек Суводолица, Бучар, Канал 1, Канал 2 и Канал 3 низ село Романовце, опфатен со планска документација и урбанистички план за село Романовце, општина Куманово. Отварам расправа по оваа точка. Повелете. Повелете, советникот Флорим и Мире, повелете. Благодарам. Почитувани председателке, почитуван градоначалник, почитувани
советници. Ме интересира каков бенефит има ова за село Романовци, посебно оваа точка на дневниот ред. Канализацијата поминува низ селото, значи дали е некој проект за ова, сакам објаснување, значи како прашање, како вид на прашање. Благодарам. Ви благодарам. Повелете. Кој ќе даде? Раководителката Алан Спасовска, повелете. Благодарам, председателке. Значи, оваа одлука денеска што ја донесувате вие советници е составен дел на целокупна постапка за донесување на детален урбанистички план за село Романовци. Имено како составен дел на планската документација е и донесување на елаборат за стратешка оцена за заштита на детален на село Романовце во планскиот опфат кој го опфаќа самиот детален урбанистички план. Значи, направена е студија, направени се параметри од релевантни институции, хидролошки, како тие канали треба да бидат заштитени. Даден е предлог дека поедини ќе бидат со 7 метри, другите ќе имаат 5 метри заштитен појас и истиот мора да биде вметнат во планска документација за да утре во идни градби, идни реализации на посочените намени во самиот детален урбанистички план бидат почитувани овие параметри за да не доаѓа до поголеми нарушување на животна средина во самото село. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг ба разбор? Нема, ја заклучувам расправата и предлог одлуката за определување на крајбрежен појас на регулиран водотек со водолица, Бучар канал 1, канал 2 и канал 3 низ село Романовце, ја ставам на изјаснување, повелете. Благодарам. За гласа 21 советник, ниту еден против и воздржан. Констатирам дека ја донесовме одлуката. Преминуваме на петата точка, која гласи предлог одлука за давање согласност деловните простории собственост на општина Куманова, кои се наоѓаат на катастарска парцела 19.555/1, запишани во имотен лист број 80.110, катастарска општина Куманово, да се дадат под закуп со електронско јавно надавање. Отварам расправа по оваа предлог одлука, повелете. Бидејќи нема, ја заклучувам расправата и одлуката ја ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам. Одлуката ја донесовме со 19 гласа за, 1 против и 1 воздржан. Сега сме на шестата точка од дневниот ред. Предлог одлука за давање на согласност за апликација, реализација и кофинансирање на проектот КПК Авантура, атракција и култура. Отварам расправа по оваа точка. Повелете. За збор се јави раководителот Гора Митевски, повелете. Почитувани советници, кога ја најавив точката, кажав дека кој е причината зашто е ставено како дневен ред, како точка на дневен ред. Во материјалите е доставено образложение до вас зошто и како се бара оваа одлука да биде донесена од ваша страна. Значи, да не бидеме погрешно разберени, ние сме поминале прва фаза за овој проект, каде што треба да докомплетираме документација која што е потребна да се приложи најдоцна до 6. август. Во склоп на таа документација
за објектите кои што ви ги спомнав и се наведени делумно овдека, се однесува и ова одлука каде што треба да се даде согласност од ваша страна. Кога ќе се добие, кога ќе се одобри, ако се одобри овој проекат, тогаш ќе идеме повторно на основа на оваа одлука понатаму за обезбедување на средствата кои што се наведени во вредност од 12% од вредноста на целокупната документација. Ако ви е потребно подетално објаснување, ви стојам на располагање. Благодарам. Ви благодарам, раководителе Митевски. Повелете, дали некој друг ба разбор? Со оглед на тоа дека нема, ја заклучувам расправата и предлог одлуката за давање на согласност на оваа апликација ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам. Одлуката ја донесовме со 22 гласа за и ниту еден против и воздржан. Одиме на 7-та точка, предлог одлука за формирање на Совет за заштита на потрошувачи. Отварам расправа по оваа точка. За збор се јави советникот Томица Илич. Повелете. Благодарам, председателке. Како предлагач на овие точки за дополна дневниот ред, а воедно како председател на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања, бидејќи ги додадовме овие точки денес на дневниот ред, барам пауза од најмалку половина часа да може да седнеме да ги разговараме персоналните решенија кои се однесуваат и на оваа точка и на наредните две. Ви благодарам. Благодарам. Објавувам пауза во трајање од 30 минути. Продолжуваме со работа. Сега сме на 7-та точка од дневниот ред, предлог одлука за формирање на Совет за заштита на потрошувачите. Дали некој ба разбор? Повелете, советникот Томица Илич. Благодарам, председателке. Во паузата се состана Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања со однос на важноста на овој Совет што сега го формираме и во однос на наредните две точки. Како Комисија не однесовме заклучок за персонални решенија, а во однос на времето на самите советници, барам да се прекине седницата, Комисијата ќе продолжи со работа, кога ќе донесе заклучок по овие точки, да продолжи некој нареден ден седницата и да пренесеме заклучок кој се надам ќе го усвои Советот на општина Куманово. Благодарам. Ви благодарам. Со оглед на тоа дека беше недоволна оваа куса пауза, со оглед на тоа дека точките на дневниот ред беа поставени на самата седница, останува да определиме повеќе простор, да се договорат членовите на Комисијата за мандатни прашања и именувања околу персоналните решенија. Го усвојувам барањето, објавувам прекин на 13-та седница на Советот на општина Куманово, а за незиното продолжение ќе бидете дополнително известени. Ви благодарам за вниманието и се гледаме во продолжението на 13-та седница.